Реков на почетокот, тема на денешнава пресконференција беше нешто сосема друго. Беше најавено кај моите колеги новинари дека ќе зборувам за ревитализација на Кумановската бања и на целиот комплекс Стара бања. Меѓутоа, реков, едно се плановите, а друго е реалноста и понекогаш животот не демантира и на ваков суров и тажен начин. Меѓутоа, да е сега тука присутен мојот поранешен уредник и директор Димитар Масевски, тој би кажал вака. И тоа јас им го советував понатаму кога бев уредник и водител долгогодишен на младинската редакција и на емисијата Млади за младите. Во животот се случуваат и убави и лоши моменти, се случуваат и радосни и тажни моменти. Улогата на новинарите, вашата пред се, тука мои, реков, поранешни колеги, е да бидете секогаш навремени, брзи, совесни и точни хроничари на се што се случува, па за жал и на вакви тажни случувања. Тоа што Димитар Масевски би ме посоветувал во овој момент и кога сум во улога од ова страна на камерите, во улога на актуелна политичарка и председателка на Совет на општина Куманово, е дека треба да се соземам и покрај личната тага и тоа што сочувствувам со загубата на семејството Масевски, дека животот продолжува и дека треба да ги извршувам своите обврски. Токму затоа, јас денеска само ќе кажам со неколку збора што беше идејата кога ја закажав оваа пресконференција, а ќе дозволите сепак дека оваа пресконференција да му ја посветиме на историчарот, хроничарот и заборавив да нагласам добитник на повеќе општествени признанија и награди, меѓу кои два пати на највисокото општинско признание Ноемвриската награда на градот Куманово. Ќе посветиме на неговата улога и дело, на неговиот животен пат. Тоа што сакав да го говорам е дека јас како председателка на Совет на општина Куманово бев иницијатор и во некоја од наредните средби со вас ќе официализираме на граѓанска иницијатива со љубов за Куманово. Членови на таа граѓанска иницијатива не се само политичари, туку и активни чинители во општествениот живот на Куманово. Тука има многу и политични, и аполитични граѓани, но сите не обединува заедничка љубов, заедничка цел, повторно да се ревитализира комплетно Кумановската бања и да дадеме целосен придонес во развитокот на кумановскиот туризам, воопшто, особено на бањскиот туризам. Токму затоа, деновиве го посетив повторно локалитетот Стара бања и бев сега јас хроничар и идентичар на се што е запоставено, уништено, како резултат на една замрсена стечајна постапка која заглави во судските лавиринти децении и децении и на која се уште не се гледа епилогот. Тоа беше еден од главните мотиви да најавам и формирам ваква граѓанска иницијатива во која освен политичарите, дел од членовите на Советот на општина Куманово, ќе членуваат и сите заинтересирани граѓани. Веќе имам пријави од одредени архитекти, градежни инженери, правници, адвокати, поранешни судии, па некои од актуелните, доколку тоа им го дозволува професијата, да бидат активно членови, потоа млади луѓе кои имаат визија во туризмот, во модерниот спа туризам, модерните начини на маркетинг и рекламирање на културните и природните богатства на градот Куманово и на општината Куманово. Сите тие ќе бидат соберени на една тркалезна маса, кога тоа ќе го дозволат актуелните протоколи. Сега заради случувањето со пандемијата со ковид вирусот не можевме тоа да го направиме. Веднаш што ќе биде дозволено, ќе организираме тркалезна маса на која ќе бидат присутни пред се членовите на оваа граѓанска иницијатива, но и сите други заинтересирани граѓани, се разбира и ќе бидат поканети сите медиуми, а се надевам дека и пошироката кумановска јавност по пат на телевизиски пренос или снимка ќе можат да земат учество и да дадат свој допринос. Реков, имаме и други активности во рамките на Советот на општина Куманово, но ќе ми дозволите денешната пресконференција да ја завршам тука, повторно со израз на огромна почит, огромна благодарност, сочувство до членовите на семејството Масевски за загубата на реномираниот историчар, хроничар, новинар и главен и одговорен уредник на наш весник, почитуваниот Димитар Масевски. Нека му е вечна слава и нека му е лесен патот во вечност.